Почитувани присутни, почитувани медиуми, министер. Пред нас е предлог буџетот за 2022 година. Историски највисок, нереален, неразвоен, со многу непродуктивни трошења. Најголемиот буџет досега, дури 4,4 милиарди евра. Ова е документ кој што ја докажува целата неспособност на владата, нешто кој самите граѓани ви го испратија како порака на локалните избори со жестокиот пораз, со кој комплетно ја делегитимира ова и така загубена влада. Овој буџет е интересен и по тоа што владата го подготвувала пред да има сознание за тоа каков ќе биде исходот од локалните избори, што според последните политички случувања постои голема веројатност дека со овој буџет ќе менаџира друга влада, овој пат составена од сегашните опозицијски партии, а според најавите неговата реализација ќе се случува и за време на предвремени парламентарни избори, после кои би го користеле оние кои што ќе победат на истите. Овој пат имаме многу предизвици како држава од типот на здравствена, економска и енергетска криза, или сме единствената држава во светот со прогласени 3 кризни состојби. Во овој буџет владата не предвидела пари за справување со последиците од енергетската криза, која долго време ја игнорираше пред да стане работата посериозна. Граѓаните се оставени сами на себе. Додиме дел по дел. Ова е буџет со висок буџетски дефицит од 4,3% или 545 милиони евра, кој ќе донесе рекорден јавен долг од 65,9% од бруто домашниот производ. Во прашање се доведува фискалната одржливост, односно дали државата ќе може да ги исплати обврските. Што велат клучните бројки за буџетот за 2022 година? Од даноци државата планира да собере повеќе од половина од парите, или 2,2 милиарди евра, или 15,7% повеќе од 2021 година, од кој најмногу од данокот на додадена вредност. Од ДДВ планирани се да се наплатат над 1 милиарда евра, што е за прв пат приходите од овој данок да ја надминат психолошката граница од 1 милиарда евра. Инаку во проста бројка 140 милиони евра повеќе од планот за 2021 година. ДДВ, како што е познато, е данок на потрошувачката, па се поставува прашањето што толку многу ќе се троши во наредната година. Од владата во буџетот не даваат конкретно образложение на што ги темелат ваквите оптимистички бројки за ДДВ-то, туку само нагласуваат дека во структура на планирани даночни приходи најголемо учество има данокот на додадена вредност и тоа од 45,6%. Владата планира да го зголеми приходот од казни за 9,5% или да собере по овој основ 195 милиони денари повеќе од наредната година. Инспекции, арач и казни. Владата планира да го зголеми приходот, како што реков, од казни од 9,5% и она што е карактеристично и што е доказ колку е всушност тотално нереален овој буџет и дека е креиран на тотално погрешни основи е фактот што приходите за овој буџет се намалени за 2,4% или 6 милиарди и 920 милиони денари помалку споредено со 2021 година, која скоро половина беше со рестрикции, намалено движење, а е најголемиот буџет досега. Тоа значи дека ќе трошиме пари кои што ги немаме. За 2022 година Министерството за финансии очекува на раст на бруто домашниот производ од 4,6% и тоа е лага. Во изминатите 5 години владата на СДСМ и ДУИ растот на БДП никогаш не надминал 4%. При тоа нејасно е како ќе се оствари овој раст од 4,6% во услови на големи проблеми во светот со синџирите на снабдување, енергетска криза, како и се уште присутната здравствено-економска криза. Како аргумент на погрешните процени, економијата лани паднала за 6%, а не за 4,5% како што се мислеше досега. Во соопштението на Заводот за статистика за бруто домашниот производ, во третиот квартал оваа година првпат прикажуваат претходните податоци за година и според нив економијата лани загубила 6,1% од вредноста споредено со претходната 2019 година. Кога станува збор за тоа како ќе се трошат парите, владата одобрила за себе расходи од 4,43 милиарди евра, што е за 59 милиони евра повеќе од ребалансираниот буџет за оваа година и го прави буџетот за 2022 година убедливо најгломазен во историјата на земјава. За тековни расходи ќе отидат дури 3,8 милиарди евра. Во нив значаен дел земаат трошоците за платите. 1 милиарда и 284 милиони денари повеќе од 2021 година. За договорни услуги ќе се потрошат 1 милиарда и 300 милиони денари повеќе, за трансфер до невладини организации 31 милион денари повеќе, ќе се набави мебел за
24 милиони денари повеќе споредено со буџетот од 2021 година или 28,4% повеќе, а ќе се набават нови возила за 212 милиони денари повеќе или фантастични 174,6% во услови кога имаме зголемена инфлација, сиромаштија, здравствена, економска и енергетска криза. Огромна сума или близу половина од целиот буџет оди за социјалните трансфери. Оваа расходна ставка со буџетот за 2022 година ја надминува психолошката граница од 2 милиарди евра и ќе тежи 2,024 милиарди евра, што е зголемување за 30 милиони евра во однос на ребалансираниот буџет, факт што ги руши вашите розови лаги и што директно укажува на тоа дека сиромаштијата непрекинато расте. За пензии ќе се поточат 1,05 милиарди евра или 28 милиони евра повеќе од буџетот за 2021 година. Овој факт укажува на големото иселување на работоспособното население и на старење на нацијата. На расходната страна порастот на платите е арбитрарен и ги засега само одредени институции. Се поставува прашањето: по кои критериуми Министерството за финансии утврди кои институции и колкав процент на зголемување на платите ќе имаат? Тоа навистина не е фер кон огромен број на институции. Она што е загрижувачки е лагата, владината амбиција за капитални инвестиции. Таа во 2022 година планира во инфраструктурата да вложи дури 615 милиони евра, додека пак зголемувањето е 27% во однос на планот за 2021 година. Познато е колку слабо во низот на годините кои што се позади нас се реализираат капиталните инвестиции, а ништо подобри не сме ни оваа година. Највисок износ на капитални инвестиции досега владата на СДСМ реализирала во 2017 година во износот од прилика 19 милиарди денари. Денес министерот за финансии не убедува дека истата оваа влада ќе реализира 37 милиарди денари капитални расходи. Влада која за 5 години нема шајка за ковано, сега за 12 месеци, замислете, ќе реализирала 615 милиони евра. Тоа е невозможно. Нејасно е по која основа владата се обврзува дека идната година ќе инвестира дури 615 милиони евра во капитални инвестиции, а ако направите анализа на веб страницата на Министерството за финансии, може да се каже колку слабо е реализиран буџет за оваа година. Односно за 9 месеци, период во кој требало да се реализираат 75% од капиталните расходи, процентот на остварување е многу понизок и изнесува само 47,6%. Пластично, ако за оваа година биле планирани 455,7 милиони евра, што е многу помалку од планот за оваа година, односно за идната 2022 година, за 9 месеци вие сте потрошиле само 217 милиони евра. Ова е за човек да нема никаков коментар. Со вака концепиран буџет во наредната година ќе се задолжиме 787 милиони евра. Покривањето на овој износ се планира од домашни извори во висина од 441 милион евра, а од странство 346 милиони евра. Јавниот долг до крајот на 2022 година треба да изнесува 65,9% од бруто домашниот производ. Европската комисија со критики за растечкиот буџетски дефицит кој го зголемува јавниот долг на државата. За нив е нејасен начинот на кој владата планира да ја намали буџетската дупка која достигна 5,6%, а оптималното ниво е 3% од бруто домашниот производ. Загрижува јавниот долг кој во моментот изнесува 64%, а до крајот ќе стаса на 65,9%. Комисијата критикуваше и за нереализираните капитални инвестиции кои се двигател на економскиот раст. Секој трет македонец е под ризик на сиромаштија, покажуваат последните податоци на Евростат. Девастирачките економски и социјални последици од пандемиското цунами, кои го мултиплицираат чувството на разочараност и безперспективност, посебно кај младите генерации, и дополнително го засилија разорниот тренд на економски мотивирана миграција. Покрај политиката, неповолните економски текови, енергетската криза, инфлаторните притисоци и загрижувачкото зголемувањето на трошоците на живот, недостатокот на реални странски и домашни инвестиции генерира хронично ниска понуда на квалитетни и добро платени работни места, непристојно низок животен стандард кој обезбедува само преживување или живуркање без јасно препознатливи можности за прогрес. Господин, на народот му е преку глава од мноштво аргументирани и академски елаборирани економски студии, анализи, статистички извештаи и експертски предупредувања, стратегии и планови прогнози.
Да бидам директен и прецизен. Стандардот на македонските граѓани паѓа, а сиромаштијата расте. Секој трет граѓанин не бил во можност соодветно да го затопли домот или да обезбеди соодветна храна или да може да си дозволи еднонеделен одмор надвор од домот, истакнува македонската платформа против сиромаштијата. Веќе не зборуваме за квалитет на храна, туку за една категорија која што под достоинствените услови за живот на граѓаните. Леп на маса не е доволен и соодветен индикатор дека некој има да јаде. Минималните трошоци на едно четиричлено семејство во октомври се зголемени за 200 денари во однос на септември, а 320 денари во ноември во однос на октомври. Тоа се податоци кои што се прикажани од Сојузот на синдикати, ССМ, кој секој месец ја изработува синдикалната потрошувачка кошничка. Државниот завод за статистика забележа раст на трошоците на живот за една година од 4,1%, а цените на мало за 6,1%. За 60 денари, почитувани колеги, за 60 денари животот станал поскап за 520 денари. Ова се темели на постојаниот раст на синдикалната кошничка, која за месец ноември достигна, замислете, 34.893 денари. Според пресметките на ССМ, тоа представува раст од 520 денари за 2 месеци или храна и пијалоци 15.000 денари месечно, режиски трошоци 9.914 денари месечно и хигиена 2.390 денари месечно. Лебот, кафето, месото, млечните производи, ова се дел од листата на производи кои што периодов поскапеа. Поскапување од 5 денари има кај сирењето, кашкавалот, урдата, па на 2 пати по 10 денари во периодот на еден месец кај месото се извинувам, од 7 до 10 денари кај лебот. Ако пред 2 месеци 200 грама кафе можевте да најдете на цена од 76 денари, сега е 84 денари. Шекерот од 32 денари стаса до цена од 36. Лебот е поскапен од 7 до 10 денари. Поскапеа и јајцата, односно ако претходно пакување од 15 јајца го купувавме за 79 денари, сега цената е 95 денари. Најголемо покачување има кај масовото за јадење, односно цената е 92 денари, па дури и до 105 денари за литар масло. Од почетокот на годинава до ноември скоро за 1300 денари се зголемени основните месечни трошоци, односно ако во јануари едно четворочлено семејство можело да преживее за 32.791 денар, веќе во ноември за намирување на основните потреби му биле потребни 2102 денари повеќе. Порано за 1000 денари се купуваа работи за една недела, а сега можете со тие пари да поминете само 2 или 3 дена. Со овој галопирачки раст на цените кои владата ги замрзна, дури и кога ги надминаа сите пристојни граници, 2 минимални плати не ја полнат кошницата. И просечната плата со која што непрестанно се фалите, се уште многу заостанува во трката со минималните трошоци кои треба да ги направи четиричленото семејство за да го преживее месецот. Или, според последните статистички податоци, просекот на ниво изнесува 28.000 денари, мислам за таа просечна плата која што вие кажувате, што значи дека едно семејство треба да се позајми за 100 евра за да го помине месецот и тоа со минимална потрошувачка кошничка. Треба да се има на ум дека е просечната плата за која што се фалите, ја земаат и ја зголемуваат само неколку дености, додека над 60% од работените во државата се заковани на дното и само може да сонуваат за ваква сума. Репортер на Дојче Веле во вторникот посети маркет на Лидл во Бон во Германија за да се спореди каква е цената на дел основните производи во Германија, каква е во Македонија. Во Германија нема на замрзнување на цените, а во Македонија тоа се практикува од минатата недела. Па така, например, сончогледово масло во Германија чини 1,39 евра. Истото во Македонија ќе го најдете за 89 денари, близу 1,5 евра. Па нагоре. Пченичното брашно во Бон можете да го купите за 45 центи, во Македонија за 40 денари или 20 евроценти поскапо. Млекото со 3,5% масленост во Македонија ќе ве најмалку 50 денари, во Германија можете да го најдете за 80 центи. Севкупно гледано, цените на производите се слични, со таа разлика што стандардот во Германија е далеко повисок, барем 7 пати повисок од македонскиот. После нова година ќе има поскапување на цената на струјата. Заев вети дека ќе се обезбедат средства за помош преку ваучери и излажа. Во екот на енергетска криза владата нема предвидено средства за ценовен шок од поскапувањето на струјата. Дел од бизнисите веќе најавија повисоки цени на производите во следниот период
од 10 до 20%. Цената на струјата и проблемите со нејзиното обезбедување, например во мелоничката индустрија, ќе ја зголеми цената на брашното до нови 20%, бидејќи во овој период дел од мелониците ќе мора да купуваат поскапа струја. Република Македонија е 6-та најсиромашна земја во Европа. Првото место го држи Украина, веднаш задна е Грузија, на третото место е Косово, на четвртото е Молдавија, петото место се наоѓа Албанија. Малку побогата од Македонија е Босна Херцеговина, која што се наоѓа на 7-то место, и така натака. Во јули највисоката просечна нето плата е забележена во Словенија и таа изнесува 1250 евра. Хрватска 940 евра. Во Црна Гора 532 евра. Во Босна и Херцеговина 513 евра и ние сме убедливо заковани на дното со 446 евра просечна плата. Ете толку чини неспособноста и криминалот на власта на Заев и Али Ахмети. Ете толку чини нивната неспособност и тие се извор на проблемите и не може да бидат извор на решавање на истите. Секоја година тврдите дека овој буџет е буџет на економски раст. Ајде да видиме што вели буџетот за вашиот економски раст. Ставката во програмата Д4 за економска промоција се намалува за цели 100%. Ставката во програмата Д5 за привлекување на странски директни инвестиции во слободните економски зони се намалува за цели 26,3% или 131 милион денари помалку. За животната средина, во која што една од водечките партии на власта се декларира како зелена, има 80 милиони денари помалку во програмата во категоријата за аерозагадување или минус 100% споредено со 2021 година. Земјоделците ќе се соочат со една од потешките години, бидејќи намалени се доста средства во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Господине министер, една од главните флоскули на вашата влада е владењето на правото. Воено најмало учество во вкупните расходи по владени програми има јакнење на владење на правото со 0,0%. Парите се трошат недомаќински за вдомување на партиски војници, за заситување на бизнис интереси, за купување на гласови и за лично богатење. Ставката за плати и надоместоци за 2022 година е за над 18 милиони евра поголема од годинава. И со оглед дека знам дека ќе се обидете да ја извртите оваа теза, декларативно ќе ви набројам каде се. Председателот Стево Пендаровски ќе потроши 12 милиони денари повеќе од оваа година ставка 20. Владата на Република Македонија зголемува ставката 401, заплати за 18%, а внимавајте, ставката 424 за поправки и тековно одржување за фантастични 589% и покрај тоа што има посебна институција која што е одговорна за овие работи. Внимавајте многу добро, овде имаме рекорд. Министерството за внатрешни работи ја зголемува ставката 486 за купување на нови возила за вртоглави, замислете, 2200%. И ставката 486 за купување на мебел за 157%. Министерството за политички систем ја зголемува ставката 424 за поправки и тековно одржување за 100%, а работат во објект стар една година. Министерството за правда во програмата Г јакнење на владење на правото може предвидело 0 денари, ама ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 62%. МНР ја зголемува ставката 401 за плати за 13,4%, како и ставката 486 за купување на нови возила за 669% и ставката 486 за купување на мебел за 105%. Министерството за финансии ја зголемува ставката 401 за плати за 15%. Министерството за економија зголемува ставката 401 за плати за 10%. Нема пари за енергетска криза, ама има пари за нови вработувања. Министерството за животна средина нема пари за аерозагадување, ама има за нови вработувања. Зголемува ставката 401 за плати за 18%. Ке се кратат пари за земјоделците, за да можат партиите од власта да вработуваат партиски војници во Министерството за земјоделие. Зголемување на ставка 401 плати за 10% и ставка 427 за привремени вработувања за 20%. Министерството за труд и социјална политика ја зголемува ставката 483 за купување на мебел за 135%. Министерството за образование крати средства за изградба на основни училишта, средни училишта, студентски домови, на спортски сали, ама ставката 483 за набавка на мебел е покачена за 138%. И она што најмногу лично ме изреволтира, програмата ЕДНА за реконструкција и доградба на објекти за ЈЗУ е намалени
е намалена за 18,3% или 58 милиони денари помалку од 2021 година. Луѓе живи ќе горат, ќе се лечат во субстандардни модуларни клиники. За ова нема да има пари за да се градат клиники со цврст карактер, но ќе има 1 милиарда денари повеќе за партиски вработување. И за крадење, и за тендери. Почитувани, ВМРО-ДПМН во расправата за буџетот учествуваше со цел и желба да помогне. Поднесовме над 200 амандмани со кои што се водевме по приоритетите на вистинско стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, заштита на здравјето на граѓаните и помош за кризите да дојдат. Само да ја финишам. Да, довршите се мислите. Секој од овие амандмани произлегува од комуникација со граѓаните и со стручната јавност и секој еден од овие амандмани представува израз од здравствено, економската и енергетската криза во Република Македонија. Мнозинството се охрабри и прифати само 10, од кои што особено сум горд на прифатениот амандман за интервентниот фонд за земјоделството. Прифатените амандмани значат дека на овој вака конструиран и скомпониран буџет му треба ремоделирање за да понуди решенијата, да ги понуди решенијата кои што ќе ги бараат македонските граѓани. Благодарам.